За сите зависници на мотоадреналинот, она што го најавувавме цела недела токму на нашата телевизија, се случува токму денес во нашиот град, имено 6-тиот поред мотособир. Денес, како што сами можете да погледнете, има доста влюбеници во мотоадреналинот и во моторите, во брзината, но не само од нашиот град, ги има од секаде, од повеќе градови од Македонија и ги има и од странство. Секако ова и настане во организација на мотоклубот Конзули. Кога ќе се спомене зборот мотор, секогаш помислуваме на брзина, адреналин и мотособири. Ова беше само дел од она што се случуваше на мотособирот во Битола, на кој гостите од Македонија, но и од другите земји, прво се собираа и ги презентираа своите мотори на плоштадот Магнолија. Тука ги сретнавме моторџиите од Хрватска, Словенија, Грција. Не, овде сам веќе ове године други пат, иначе стално долазим често. Оваа година сум по втор пат овде, инаку често доаѓам во Македонија. Овде има многу луѓе и е одлично. Во Битола има многу пријатели, меѓу кои и Кире кој ме води на овој мотособир. Во Хрватска секоја недела има мотособири во различни градови. У Битоли добро е, свиѓа се нам пошто смо дошли у пролазу. Ни се допаѓа овде, а дојдовме во поминување, дознавме дека има мотособир. Инаку Битола за нас е прекрасно место, го знаеме овој град. И јас посебно ги знам сите македонски места бидејќи возам и камион. Инаку ние сме група на чоперисти од Словенија, не има од цела Словенија, јас сум од местото Логатец. Во Словенија има многу мотособири, ние доста одиме надвор од Словенија, посебно во Босна, Србија, Хрватска. И ете, оваа година сме во Македонија. На мотоскуповима ту се упознае многу других и то. На мотособирите се запознаваат многу луѓе и тие пријателства остануваат, а тоа е и целта, убаво да се дружиме. За прв пат сум тука. За прв пат, ама Битола стално доаѓам. Јас мило миѓе што се среќам со во мотороклуб Битола што се веле. Прв пат сум Битола тука на мотороклуб. Али нема зборој да кажам. Камарата може да каже се што се случува. Ја пожелувам среќа. Είμαι από την Ελλάδα, από την Κοζάνη, λέγομαι Τριανταφυλλίδης Κώστας. Кажувам, граде од градот Козани, има покана од гостин од Битола од Мотора клуб и кажува секако нема зборој да каже попоќе и е прекрасно, убаво. Εγώ και εγώ πρώτη φορά έρχομαι, είμαι ιός του κυρίου. Прв пат доаѓа, уѓе убаво и сака вечерта да се ја помине убаво, прекрасно. Покрај нив, многубројни мотоклубови од повеќе градови од Македонија учествуваа на мотособирот, меѓу бројните влюбеници во брзините и еден битолчанец добро препознатлив кој секогаш ги поддржува овие мотособири. Ваквите мотособири се знае дека се многу убава работа, значи покрај тоа што се берат луѓе од цела Македонија, има гости и од надвор од Македонија и има многу големо дружење, посто моторчите се секогаш позитивни луѓе. Нив никош не може да препознаеш што работат, каква професија имаат, ама тука има и доктори, и архитекти, од некои луѓе се мислат, моторџија, ама моторџите не се од луѓето што мислат. Значи ги има од сите бранши, има секакви луѓе, има големо дружење и затоа се многу позитивни, плюс и музиката е рок.
што одговара на мотособири, сигурно не е турбофолк. Прв пат 88 година возев, па после имав пауза 94-та, после пак имав некоја пауза, имав кола и на крајот се решив ќе продев колата и реков од се до крајот ќе си возам само мотор. И од 2013 ми е овој мотор сега Ямахата што имам и ќе си возам до крај. Во последно време се повеќе девојки и жени возат мотори, а меѓу нив и пејачката Стефанија. Па неодамна, околу 6 месеци возам активно мотор и сум нов возач сега го се обраќају, така да пазете се од мене и сум промотор на женските возачи на мотори, секако. Можам да се пофалам со еден помал од големите мотори со 125 Kiwi, тој ми е добар за почеток, но секако нешто поголем кој ќе ме очекува и понатаму. За мотособирите вели дека се одлични настани за запознавање со другите влюбеници во мотоадреналинот. Епа, добро е за да се запознаат и луѓето малку што се случува со моторџиите, малку да им направиме едно интро да го наречам, зашто не се баш како што треба сватени. Со овие собири се подигнува свеста на народот за моторџиите и на секако на учесниците во сообраќајот да внимаваат на самите моторџии, затоа што најголемите грешки се прават од другата страна, а не од страната на моторџиите. Инаку мотоклубот Конзули од Битола е млад клуб формиран и регистриран во месец јануари 2011 година од повеќе основачи ентузијасти. Идејата за основање на клубот траела подолго време, а со оглед на бројноста на заинтересираните имало голем притисок за основање на клубот. Во меѓувреме нивни членови моторџии повеќе години учествувале на различни мототури и дружења. Овој мотоклуб е отворен за сите заинтересирани моторџии и љубители на мотори кои сакаат дружење, возење и учество на различни собири, манифестации и хуманитарни акции. После мотособирот следуваше дефилето низ градот, откаде влюбениците во мотобрзините се упатија кон ски центарот Нижополе, каде се одржа самиот собир. Ноќните часови беа резервирани за забава, за која се погрижија битолчаните Рок Банда и гостите од Грција Сакис Доволис Трио. Јас како најнов член на Рок Банда и ќе некој споразумение за мене како капанар, сметам дека ваквите рок собири се добриот аспект на дружење помеѓу самите мотоклубови кои што постепено се зајакнуваат во нашата држава и треба да ни представува на сите задоволство да присуствуваме на ваква забава. Мислам дека преку овие мотособири се негува пред андерграунд и поп-рок културата на рок-н-рол музиката и сите овие случувања треба да ги има повеќе
дека многу добро дружење и треба што поќе вакви работи да се прават. На мотособирите на битолчани само па 6-та година мислам дека. Овие рок бендови со својот репертоар сериозно ги раздрмаа загреаните моторџи. Забавата траеше до раните утрински часови. Некои приказни не можат да се раскажат со зборови, не можат дури ни да се опишат преку фотографии или снимки. Таква е и оваа приказна за 6-тото издание на мотособирот во Битола, а за крај уште еден мал дел од оваа мотоприказна. It's just a shadow away, it's just a shadow away. Whoa, children. It's just a shadow away, it's just a shadow away.